Во Агенда 35 вечерва ќе го заокружиме поглавјето 15 енергетика, но овој пат со фокус на држливите енергетски ресурси и енергетската ефикасност. Впрочем, токму на ова поле Брисел ги има и главните забелешки за функционирањето на македонската енергетска политика. Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате: за Македонија гасификацијата е клучен и стратешки енергетски проект. Европа расчистува со гасот. To put it mildly, gas is over. Кои се македонските потенцијали за искористување на обновливите извори на енергија и зголемување на енергетската ефикасност? Интервју со професор Димитар Димитров. Останете со нас. Една петина од вкупната потрошувачка на енергија во земјава доаѓа од обновливи извори како вода, сонце и ветер. Во превод тоа значи дека преку овие природни ресурси во земјава се покрива 19% од бруто потрошувачката на финална енергија. Целта зацртана во стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година е овој процент да се зголеми до 45 и тоа да се постигне на одржлив начин. Мерило дека ќе се постигне целта ќе биде колкав ќе биде уделот на обновливите извори на енергија во греењето, ладењето, електричната енергија и транспортот. Покрај искористувањето на хидропотенцијалот, земјава започнува проекти за поголемо искористување на сонцето и на ветерот како енергија. Единствената ветерна електрана Богданци е во функција 7 години. Освен неколку помали капацитети, допрва предстои поставување на фотонапонски електроцентрали. А теоретскиот потенцијал на земјава за искористување на обновливите извори на енергија, особено соларна и ветерна, според стратегијата изнесува 7,3 гигавати. Најголемиот удел во теоретскиот потенцијал доаѓа од ветерот, 4,9 гигавати, по кој следуваат фотонапонските централи со 1,4 гигават и хидропотенцијалот со 0,67 гигавати. Тоа значи дека инсталираниот капацитет од обновливи извори на енергија теоретски е 10 пати поголем од оној на РЕК Битола. Од Министерството за економија велат дека постојано се работи на енергетската транзиција и на трансформација на енергетскиот сектор. До сега завршени се 2 тендерски постапки за доделување на право за користење на премија на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од сонцето. Со овие 2 тендерски постапки, електроенергетскиот систем ќе се зголеми за 35 мегавати инсталирана моќност на фотонапонски електроцентрали, изградени на државно земјиште, и 21 мегават фотонапонски електроцентрали, изградени на приватно земјиште. Во Демир Капија, Неготино и Радовиш веќе се завршени првите фотоцентрали од овие постапки. И државната електрани на Северна Македонија најавува изградба на фотонапонски електроцентрали со поголема моќност. Тие треба да се градат на неискористен простор кај рек Осломеј и рек Битола, најголемите произведувачи на струја, но и најголемите загадувачи, кои треба постепено да се исклучуваат. Првата фотоволтаична електрана, која треба да се постави на поранешните наоѓалишта за јаглен во рек Осломе е во завршна фаза, велат од ЕСАМА. 70% од опремата е пристигната и таа се тестира. Изградбата на електраната е предвидено да заврши во април, но динамичниот план се прилагодува константно во однос на пандемиските услови, кои ја забавија реализацијата и ги влошија условите за економските оператори за многу проекти, кои зависе од увозна опрема од други држави. Таа ќе биде со моќност од 10 мегавати и годишно може да произведува 15 гигават часови, доволни за потребите на 2500 домаќинства. До 2023 година се очекува и на просторот на рек Битола да биде поставена фотоволтаична електрана со моќност од 20 мегавати, која ќе ја гради ЕСАМА со кредит од Европската банка за обнова и развој. Во тек е изградба и на втората фаза од паркот на ветерни електрани Богданци, а поради позитивното искуство од реализацијата на овој проект се планира ветерна електрана и во Миравци. Паркот на ветерни електрани Миравци би се состоел од 12 до 15 ветерни турбини, секоја со номинална моќност од 3 до 4 мегавати, што би резултирало со вкупно инсталирана моќност од околу 50 мегавати. Проценките направени врз основа на ветерниот парк Богданци покажуваат дека инвестицијата на овој проект би изнесувала 75 милиони евра. Употребата на обновливи извори на енергија и зголемување на енергетската ефикасност освен на централно се стимулира и на локално ниво. И Министерството за економија и општините ги субвенционираат домакинствата за инсталација на соларен термален колекторски систем, промена на прозорци, замена на старите системи за грејење со печки на пелети и слично. Во периодот од 2007 до 2018 година, средствата од буџетот кои се одвојуваат за овие мерки од приближно 100.000 евра годишно достигнале до 813.000 евра годишно.
Стратегијата за развој на енергетиката има 3 сценарија: референтно, сценарија за умерена транзиција и зелено сценарио. Според проценките, најисплатливо е зеленото сценарио. Кумулативните заштеди се проценети на 7,4 милиарди евра. Главниот двигател на заштедите се пониските трошоци за енергенси, иако ќе бидат потребни повеќе инвестиции во нови технологии. Обновливите извори на енергија се во фокусот на енергетските политики на владите ширум светот во обид да се намалат штетните гасови од согорувањето на фосилните горива. Најголем потенцијал, особено во земји како нашата, со голем број сончеви денови и силен интензитет на сончевите зраци, има соларната енергија. Енергијата од сонцето се искористува преку инсталација на така наречени фотоволтаични системи или уреди широко познати како соларни панели или фотоволтаици. Панелите се главниот дел од инфраструктурата за производство на соларна енергија, која се поврзува со внатрешната електрична инсталација на корисникот и со електродистрибутивната мрежа. Производството на енергија од сонце зависи од поставеноста на панелите и од временските услови. За добивање максимален ефект, поволни услови за функционирање на фотоволтаиците се нивното соодветно позиционирање и директните сончеви зраци. Но системите можат без проблем да функционираат и во облачно време со дифузна светлина. Професорот Димитар Димитров од Факултетот за електротехника и информациски технологии при УКИМ смета дека земјата има огромен потенцијал што треба да го искористи. Енергијата од сонцето да ја конвертира во струја. Со оглед на постојната законска и подзаконска регулатива, од една страна се овозможени инсталирањето на фотоволтаичните системи во домакинства и така натаму, меѓутоа од друга страна самата подзаконска регулатива наметнува голем број на бариери кои што веројатно кога законодавецот ги пишувал не сметал на нив, меѓутоа се надевам дека во иднина со залагање на јавноста и на пошироката стручни здруженија, дека на тие неправилности или на тие бариери тесни грла ќе биде укажано и дека ќе бидат направени потребните измени и дополнувања во целата регулатива. Една од главните пречки за релативно слабото искористување на сончевата енергија е проблемот со складирање на вишокот на енергија. Тимот професори и истражувачи од нашата земја разви иновативно решение за овој проблем. Паметен фотоволтаичен акумулацијски модул представува иновативен производ кој што во себе интегрира стандарден фотоволтаичен модул и батерии. Што направивме ние? Значи, користиме стандарден модул, ги променивме рамките алуминиумски што се во модулот и внатре во нив поставивме батерии, но не само батерии, туку и контролна електроника која што ќе го управува целиот систем. Бидејќи се променети рамките, значи вградивме и дополнителна функција која што овозможува креирање на водонепропусни покривни површини со помош на овие модули. Значи не е потребно ништо посебно за да се направи еден покрив кој што не пропушта вода, не капе. По систем на како што се керамидите, значи се слева капката надолу и така натака. Во изработката на овој модул, значи учествува компанијата Торакс, која што беше апликант и идеен творец на проектот, меѓутоа беше ангажиран Факултетот за електротехника и информациски технологии, компанијата Интебако и некои други компании. Главниот развој се правеше на Факултетот за електротехника и информациски технологии, каде што беа вклучени голем број студенти, магистранти, докторанти. Студентите кои беа од студиската програма електроенергетика, управување и менеджмент, меѓутоа беа вклучени и истражувачи од другите институти и студиски програми. После 2 годишна работа на овој проект, значи се доби производот од кој што направивме, се изработи првата пробна серија од овие производи. Една од, значи дел од таа серија е поставена овде на самиот факултет
Тоа се 15 фотоволтаични модули во кои што се сместени батериите. Што е предноста на овие системи? Предноста е тоа што значи батериите се сместени во самите модули. Системот е стандарден, користи стандардни инвертори и на таков начин се поевтинува другиот дел од системот, се вкупно, значи цената на електричната енергија доаѓа да биде пониска. Паметниот фотоволтаичен модул е дефинитивно уникатна инновација со голем економски потенцијал на глобалниот пазар. Проектот е финансиран од Фондот за иновации и технолошки развој. Кога аплициравме за проектот, една од нашите задачи беше да утврдиме дали е такво нешто направено. Значи, истражувавме по голем број на бази на податоци, бази на патенти, слично не најдовме. А исто да не кажуваме. Значи, производот не е до сега направен. Сега ако постојат некои други решенија кои што рековме стандардни батерии со посебен инвертор и така таму, меѓутоа тоа е решение со повисока цена која што не може да конкурира на ова. Во текот на изработката на проектот, на крајот, значи за овој производ отпочнавме постапка за патентирање. И во самата постапка за патентирање уште еднаш ги проверивме сите бази на податоци, бази на производи, дали постои нешто слично, и после 2 години не најдовме. Тој има универзална примена, меѓутоа поради можноста за креирање на водонепропусни покривни површини, значи претежно таргетот или целта е да биде тоа применет во објекти. Меѓутоа тоа не значи дека не може да биде применет на фотоволтаични системи што се прават на поле. Значи тука ќе се користи погодноста што ја имат батериите вградени во модулите. Значи не е ограничено некој посебно дали за домакинства, за комерцијална примена или пак за големо производство на електрична енергија. Може секаде да се користи. Кои се идните планови за овој иновативен продукт и дали Македонија може да стане препознатлива во светот како прва земја во која се направени фотоволтаици кои истовремено и генерираат и складираат електрична енергија од сонце? За сега дел од модулите се поставени на Факултетот за електротехника и информациски технологии, меѓутоа постојат 2 фирми кои што се заинтересирани да ги вградат во своите објекти ваквите модули. Сега каде би нашле примена? Па со поевтинувањето на цените на фотоволтаичните модули опаѓа и цената на произведената електрична енергија од нив. Меѓутоа, тука се јавува проблем што кога нема сончево зрачење, тоаш не се произведува. Во тој случај е потребно некој да ги поддржува овие системи, дали се тоа хидроцентрали, гасни централи и така натаму, или пак да се користат акумулаторски батерии. Сега ние нудиме решение се во едно. Значи, покрај тоа што има фотоволтаичен систем, тука се вградени и батерии кои што ќе го акумулират вишокот енергија и таа акумулирана енергија потоа ќе ја испорачуваат, например, навечер во мрежата. И на тој начин електричната енергија што ја произведува фотоволтаичниот систем ќе може да постигне повисока цена на пазарот на електрична енергија. Овој производ не е правен за македонскиот пазар само, туку е правен за да го освои светскиот пазар. Ние како земја и македонските компании немат такви продажни канали како што имат големите светски компании да го пласираат овој производ, затоа нашите очекувања се дека тука ќе влезе патентот или патентните права, ќе ги откупи некоја голема компанија и овој производ ќе биде пласиран по нивните продажни канали. To put it mildly, gas is over.
изјави председателот на Европската инвестициска банка Вернер Хоер за време на презентацијата на годишните резултати за 2020 година, а поврзано со плановите на банката да престане да финансира проекти за производство на енергија со газ и нафта. Според Хоер, ако Европа сака да ги постигне климатските цели, треба да разбере дека нејзината еднина веќе не е во фосилните горива. Тој ги повика и другите финансиски институции да заземат сличен став против финансирање неодржливи проекти за животната средина и истакна што банката ќе финансира. But more important than what we won't finance under the Climate Bank roadmap is what we will finance more. Energy efficiency projects in all sectors, renewable energy projects, green innovation and research. Согласно патоказот за климатска банка објавен во 2020 година, Европската инвестициска банка до 2030 година планира да насочи 50% од своите активности за поддршка на одржливи проекти и да издвои 1 трилион евра за зелено финансирање. Учеството на електрична енергија од обновливи извори во бруто домашната потрошувачка на електрична енергија во ЕУ во 2019 година изнесува 34%, што е мало зголемување во однос на 2018 година, кога било 32%. Покажуваат последните податоци на Статистичката агенција на Европската унија. Енергијата на ветерот и хидроенергијата учествуваат со преку 2/3 во вкупно произведената енергија од обновливи извори, односно со по 35% и двете. Останатата електрична струја е создадена од соларна енергија и тоа 13%, цврсти горива 8% и други обновливи извори 9%, при што соларната енергија е најбрзо растечки извор. Разгледано по држави членки на ЕУ, во Австрија и Шведска, повеќе од 70% од потрошената електрична енергија во 2019 година е создадена од обновливи извори. Спротивно, најмало учество на електрична енергија од обновливи извори, и тоа од 10% или помалку, е регистрирано во Малта, Кипар, Луксембург и Унгарија. Дали градовите на еднината ќе се најпојуваат со енергија од пешаците? Одговор на ова прашање дава една иновативна компанија од Лондон со незините енергетски подни плочки, кои додека пешаците чекорат по нив, ја трансформираат кинетичката енергија од стапнувањето во електрична енергија. Колку повеќе се чекори по плочките, толку повеќе се создава електрична енергија. Енергетските подни плочки имаат вертикално движење на површината од 5 до 10 мм. Тоа движење ги притиска електромагнетните генератори под плочките, со што се создава ротацијско движење кое произведува од 2 до 4 џули електрична енергија или моќност од околу 5 вати од стапнување. Се работи за решение кое работи надвор од електричната мрежа, а со едно стапнување на плочките може да се создаде околу 20 секунди енергија за LED светилка, односно може да се користи како извор за напојување на LED светилки од улично осветлување, сензори за мониторинг на животната средина и друго. Со помош на специјално изработена мобилна апликација може да се следи функционирањето на енергетските подни плочки, односно колку енергија произведуваат и колку стапнувања биле потребни за тоа да се постигне. Површината над плочките може да биде од различен материјал, иако првата генерација била направена од рециклиран полимер, со горната површина од рециклирани камионски гуми. Плочките лесно и брзо се монтираат во зависност од големината на просторот, а иновативното решение веќе е инсталирано на голем број места, како улици, железнички станици, трговски центри, канцелариски простории, аеродроми, фабрики, фудбалски терени, во голем број градови во свет. Една населба во Хамбург е домаќин на најголемиот проект во Германија за искористување на индустријска топлина, односно проект кој го предводи патот на еколошки начин на грејење на домовите и компаниите. Имено во една локална фабрика за бакар во Хамбург, топлината која произлегува од хемиски супроцес во производство на бакар и која некогаш била загуба, сега се извлекува и се користи за загревање на вода до 90 целзиусови степени. Потоа топлата вода се пренесува со помош на една локална енергетска компанија низ цевковод долг повеќе од 3,7 км, кој се приклучува на мрежата за централно грејење. Преку мрежата топлата вода се испорачува до населбата каде се загреваат приватни и јавни згради со топлина без емисија на јаглерод диоксид. Проектот е уникатен и по големина и по комплексноста. Спречува 20.000 тони јаглерод диоксид годишно, што е еднакво на годишната емисија на околу 10.000 возила кои возат 12.000 км. Дополнително на ова, се бележи заштеда и на 12 милиони кубни метри вода за ладење во индустријата, што е еквивалентно на волумен на 4800 базени за пливање со олимписки димензии.
Според германската агенција за енергетика, со повторна употреба на индустриската топлина, како кај овој иновативен проект, во Германија може да се избегне производство на 125 терават часа топлина годишно, за чие добивање сега се користат фосилни горива. Тоа ќе спречи емисија на 37 милиони тони јаглерод диоксид, но и ќе создаде заштеда од 5 милиарди евра за енергетски трошоци секоја година. Со цел спроведување на проектот во фабриката за бакар започнувајќи од 2017 година, се преземени поголем број на технички зафати за од есента 2018 година да започне испораката на топлина, која може да достигне 500 милиони киловат часа годишно. Целата инвестиција чини 20 милиони евра, од кои финансираните јавни средства достигнуваат до 40%. Следната недела на истата фреквенција и во истиот термин се гледаме со ново поглавје од процесот на европските интеграции. Повторно од големо значење за граѓаните, труд и социјална политика. Останете со нас и со програмите на македонската телевизија.